ако новинарството го разбираме како потрага и откривање на вистината, тогаш работата на уредникот е да ја организира и да ја води таа потрага. И да бидат еден трансмисија на она што се случува на врво, да речеме на редакцијскиот колегиум, главниот уредник и новинари. Најде уредникот доволно долго време за да се со новинарот пред да оди на терен, добро да се избрифира и кога ќе се врати и кога ќе се објави нештото. Професионалниот пристап во самите редакции можат да дадат изворен придонес и околу амбиентот и околу ангажманот на новинарите и она што значат повисоки стандарди за објективно и добро новинарство. Да знае да балансира со многу карактери, со многу луѓе, да знае да го направи совршениот спој меѓу квалитетната информација и добро презентираната информација. Принципите на слободата на говор, принципите на слободно изразување, ако се дел од кодот на тие уредници, тогаш начално нема да има никаков проблем. Би рекол дека треба во истовремено да биде и универзален сезнајко, да има познавање од сите области, но истовремено да не се срами да биде исто како новинарот универзален незнајко. Од нив зависи како ќе ги поврзат и активираат работите кои се некаде во делот на она што значи главни уредници, работодавачи и она што значи новинари. Уредниците ги сметам како новинари кои што случајно се нашле малку погоре во врвот на таа хиерархија во медиумите. Преку еден професионален пристап кон работата, кон материјалите кои што ги добиваат на увид, преку професионално договарање на темите. Мислам дека најдобро може сопствениот пример да придонесат во состојбата во медиумите, која што не сите знаеме дека не е сјајна во кај нас во Македонија.